Имено имавме можност пред некое време, би рекол во последниве Република Македонија и замислете спротивно на закон, повторно ќе избереме најверојатно член кој што не ги исполнува законските норми дадени во Законот за енергетика. Само да ја потсетам јавноста дека тука водевме дебата за човекот кој што веќе е член на Регулаторната комисија за енергетика, а тоа е Андреј Тасев, каде што спротивно на членот 17 став 3, каде што човек кој што ќе треба да биде именуван во оваа регулаторна комисија не треба да биде член на политичка партија, не може да биде именуван. Па човекот беше во тој момент член на Централниот одбор на СДСМ и стана член. Повторно тоа се случува и на денешната седница, каде што господинот Лирим Сулејмани повторно спротивно на закон по однос на два основи, како што кажа и колегата Милошевски, е предлог да биде избран и некој за енергетика по два основи. Тоа значи дека законодавниот дом, собранието, кое што треба да носи нови законски решенија и паралелно на тоа да биде органот каде што најмногу ќе се почитува законот, не го прави тоа. Тоа значи дека ние како пратеници и оваа институција поттикнува кршење на закон и затоа упатувам апел до јавноста да изврши одреден притисок за да пратениците на мнозинството свесно не го прекршат и овој пат законот за енергетика. Имено, колку за информација на јавност, овој господин Лирим Сулејмани е брат на председател на Основниот граѓански суд во Скопје и кој што спротивно на, би рекол, членот 17 став 3 алинеја 3 од 2014 година до денеска е раководител на Евана на КЕЦ Васил Главинов, кој што е директно и спротивно на тој член, кој што укажува дека најмалку 2 години пред именувањето на член за регулаторна комисија за енергетика, одредениот предлог да не бил член на орган на управување или орган на надзор на друштво кое врши енергетска дејност, односно дејност поврзана со водни услуги. Како што каже и колегата Милошевски, овој пат ова именување директно го крши членот 17 став 2, каде што се вели дека само еден член од оние 7 кои што се членови на регулаторната комисија за енергетика треба да е правник. Затоа што се случуваат вакви работи и заради тоа што и председател на таа комисија е членот на СДСМ Марко Бислимовски, кој што само да ја потсетам јавноста, ја донесе онаа срамна одлука за покачување на цената на електричната енергија за 7,4%, за кој што на сите граѓани на Република Македонија ќе им се покачи сметката која што ќе ја плаќаат за струјата и на годишна основа ќе плаќаат плюс уште една сметка. И се додека вака партиски инструираме членови во оваа комисија, на која што треба да бидат членови професионалци, а не авантуристи кои што не си ја познаваат сферата од која што доаѓаат и тоа кој што треба да го регулираат, ние ќе плаќаме поскапи цени за горивата, поскапи цени за електричната енергија и само ќе ја зголемуваме сиромаштијата во Република Македонија. Она кое што е важно и кое што сакам да го кажам и директно пораката да ја испратам до овие луѓе кои што се нафаќаат вака и на овој начин да бидат избрани во овие регулаторни тела кои што спротивно на закон ќе ги извршуваат своите функции следнава. Примаат надомест за одредена позиција на која се избрани спротивно на закон. Тоа значи дека се создава основ да се покрене против нив постапка за оштетување на буџетот. Наше е да кажеме, а веднаш по враќањето на правната држава во оваа Република Македонија, овие луѓе ќе бидат санкционирани. Благодарам.